Второ продолжение од новиот серијал на продукција Скок, една фотографија, 1000 зборови, или во пета димензија, нашата стандардна емисија, 1000 фотографии од богатата историја, од богатата архива на Скок, кои се обидуваме да ги објасниме со еден збор. Тема на оваа емисија е интервјуто со господинот Благоје Филиповски, подпредседател или втор човек на Законодавниот дом на парламентот на Собранието на Република Македонија и прв човек, односно председател на фудбалскиот клуб Вардар. Интервју со Благоје Филиповски некаде септември 1997 година, кога влегов во Собранието со кломпи, откако првиот пат, иако бев најавен од луѓето кои се грижат за неговото обезбедување и протокол, бев вратен. Гледајте во положение. Приказната има еден свој вовед поврзан со тогашниот состав на редакција Скок, односно неговиот фронтмен, главниот одговорен уредник, еден од столбовите формирачите на Скок, Мирослав Нуновски Лав, за жал прерано заминат од овој свет, кој со целиот свој капацитет, карактер, појава и сето оно што го образуваше, роден во Скопје, израснат, пораснат тука, многу често преку текот на летото знаеше да доаѓа во кломпи на работа и да се движи така со едни елегантни кломпи, дури на многу манифестации, собири, состаноци, да не зборам за новинарски дружења во кафеана или во паркот на отворено, и така натаму, така да кломпите беа како негов заштитен знак. Јас како еден од учениците, односно како еден од менторите кој ми беше Лав, со кого севте ги научив и кафеаните, кај Славе Билбил, друштвото на писателите, Чукарице, кај Пате, и ред други, да не ги кажувам. Во една прилика Лав ме вика Дургучиев, така му беше мило да ме ословува. Ајде ти земи еден пар кломпи, малку да станеш модерен, спортски новинар, фудбалски новинар. Викам, добро Лав, знаеш дека тебе те слушам. Така да и ја почна да носам кломпи, да не должам. И сега се погодува некаде, може би крајот на летото, септември 1997 година, одлука на колегиум Скок да се направи интервју со председателот на Вардар, односно со подпредседателот на Собранието Благоја Филиповски. Ја преземам задачата и кинисувам од домот на печатот до Собрание, пешавија со кломпите на мене. Доаѓам во Собрание и обезбедувањето многу културно. Тогаш некако по-лефтарно одеше тоа обезбедување, не беше така стегнато, ни толку контроли, рентген или не знам што. Имаше ред, не можеше секој да влезе било кого тој сака или без најава. Мислам, апсолутно не збориме за тоа. И доаѓам, добар ден, кој сте вие, господине? Викам, јас сум Мијалче Дургутов, новинар, спортски новинар на Скок, имам договорен интервју со господинот Благоје Филиповски, во неговиот кабинет ме покани. Тие момчиња тогаш, барабар рамни со мене беа, тие 30 години, вика, се убаво, вика, ама вака со кломпи Собрание. Ама викам, сме доаѓале друг пат сега, ја знаејќи дека, ајде, Лав ќе го спомнам, дека бил дотеран вака, пристојно, убаво облечен, намирисен, ама со кломпи на нозе. Господине, не може. Ја онака хедиски викам, добро, викам, ако не може, викам, ја ќе си одам, викам, вие видете со вашиот претпоставен, со господинот Филиповски, кажете му дека сте ме вратиле, дека не можем да доам. Си отидов ја. Малку имаше сега повуци, потегни, зошто не можам, како не можам. Не беше некоја расправа, ама така, малку една нормална професионална ароганција, дека можем да доам, ама не можем у кломпи. Добро, викам, не можем. Немаше мобилни телефони, се уште функциониравме на принцип нешто пејджери. Беше така една измишлјотина, тоа што многу практична беше. Ти звони пејджерот, па треба да најдеш фиксен телефон, да се јавиш на таму, да се разгледате. Не, ирелевантно се оправи, се јави по редакција дека
не ме пуштаат у собрание на кломпи и ќе одам на друго место, интервјуто отпаѓа. Ај сега што се случува во продолжение на емисијата. За помалку од 30 на минути повторно ми титка пејџерот, тука вака беа обесени големи алатки. И во база на тоа се јавувам, наоѓам фиксен телефон, се јавувам у редакција и добивам инструкции дека вратите на собрание за новинарот на Скок се отворени, па макар и влегол со кломпи, веднаш да се вратам, непријатно, незгодно, вториот човек на законодавниот дом ме чека во неговиот кабинет и не е згодно редакција Скок да го промаши тоа. Не се. Пат под нозе се спремам и назад во собрание. Нормално со кломпите на мене, онака пристојно, нели реков, облечен по целиот новинарски кодекс. Доаѓам на истата врата, истите дечки овде и се случува едно мало, не знам како да го кажам сега, ремплање. Вака беше, така беше, требаше да почекаш, зошто не почека. Знаеш, ние имаме респект кон новинарите. Не, се викам, дечки, викам, јас дојдов, културно ме замолив. Вие рековте со кломпи не може собрание, друг проблем немаше. Добро, ајде сега, еве, те чека нашиот подпредседател, ќе те носиме горе до кабинетот. Викам, јас сам може да отидам, викам, знам каде сум доаѓал и друг пат. А искрено, и тогаш имаше голем ред и почит кон собранието, не можеше секој да влезе, кажа. Меѓутоа, ние како спортски новинари можевме дури и на пленарни седници да влеземе ако се распра за некоја спортска тема. Нормално баравме присуство акредитација, по дефолт ни одобрува, така да имавме чести контакти со собранието. Сега, ова е специфичен случај, реков. Се слушам со Мирослав Нумовски лав, малку подналутен, девек требало да почекам, кломпите ми биле добри, бидејќи со него. Влегувам во кабинетот кај Благој Филиповски и ој Шерецки се смее, ми вели, абе, што е сега проблемот? Како? Прв пат септе ли доаѓаш? Еве, ја те канам, знаеш, тоа е чест и привилегија. Председателе, викам, нема збор, викам, јас со големо задоволство, со голем пиетет сум спремал прашање за ова интервју. Сме правиле симулација, го чекаат навивачите, публиката, го чекаат сите кои го сакаат Вардар. Ама викам, не ме пуштија со кломпи. Ај, не си почекал, не сте се разбрали. За новинарите на Скок и со кломпи може. Викам, добро, викам. И ме прашува после Шерецки, а кломпите? Ја мислам само лав носи кломпи. Викам, лав е синониму се кломпите, викам, лав. Да беше лав, немаше да го вратите, мене ме вратите. И така го почнавме интервјуто со Благој Филиповски, многу опуштено, многу релаксирано, иако во продолжение на емисијата ќе видите за што сме разговарале. И само еден шлагвортена најава, Вардар во тие години имаше 5-6 спонзори кои даваа отприлика по 200-300 до 500.000 марки на годишно ниво и се правеше еден огромен буџет за Вардар, стоја компании кои тогаш беа влезени во процесот на приватизацијата сега. Ирелевантно, значи беше темата многу јака, многу силна тема за силен Вардар, како да се направи да биде европски клуб. Во продолжение дел од интервјуто со Благој Филиповски, правено со кломпи во собранието на Република Македонија. За гледачите на YouTube каналот Доргутов, ќе се обидеме да ги извадиме најзначајните цитати по наше видување од интервјуто со Благој Филиповски, председател на фудбалскиот клуб Вардар, во рубриката Крстена на гости кај Благој Филиповски, направено во собранието во парламентот на Република Македонија. Интервјуто е објавено во број 319 од неделниот спортски магазин Скок на 1. октомври 1997 година. Со кломпите во собранието, влезен и седнат во кабинетот на Благој Филиповски, интервјуто почнува со следново. По
20 на години стаж во клубот на своето детство, по неколку мандати на подпредседателската функција и околу 15-16 години стаж како член на управниот одбор на фудбалскиот клуб Вардар, Благоје Филиповски летово, се мисли на лето 1997 година, стана председател на клубот. Човекот дојде во можеби најпосакуваната фудбалска фотелја што има Сладов клуб, но која носи и голема одговорност. Тоа е шлагвортот на интервјуто, од која има уште неколку сегменти кои навистина вредат да се издвојат, например како проблемот со канцеларијата на Вардар, каде што председателот Благоје Филиповски вели: проблемот со неплатените кирии на просторот што го користиме е решен, но останува дефинитивно да го решиме проблемот со клубските простории. Овде зборуваме за клубските простории на Вардар сместени во градскиот трговски центар на кеот на Вардар, кеот 13 ноември, каде што Вардар обстојуваше години поред. Цената од 1700 германски марки за квадрат што ни беше понудена, ова го кажува председател на Вардар во интервјуто што јас го водев со него, е доста висока и таа понудена цена од градскиот трговски центар е превисока. Сметам дека канцеларијата на Вардар треба да се пресели на градскиот стадион и тука да функционира Вардар. Ќе се обидам и овој проблем да го решам во најскоро време, вели во интервјуто Благоје Филиповски. Председателот на Вардар Благоје Филиповски во однос на долговите на Вардар или така наречените во тоа време, некаде 97 година, акцептните налози, на прашањето кое ќе го цитирам, го дава одговорот кој исто така ќе го цитирам. Значи, лично сум го прашал, колку е точно дека има повеќе акцептни налози со висока сума на сметката на Вардар што може да бидат активирани во секој момент. И председателот на Вардар ми одговори: и тоа не е тајна, но прашање е колку тие налози се исправни. Ако вие мислите на налозите на Оркаспорт и на Кометал, тогаш ситуацијата е сосема различна. Акцептните налози на Оркаспорт, кој побарува пари од Вардар, но за тоа нема никаква основа, бидејќи исполнетото од договорот на првичното вложување не е остварено. Со Кометал немаме никаков проблем, бидејќи тие се и понатаму активни вложувачи на Вардар. Ете, тоа е дел она што ние го одвоивме по наше видување, а она што вие сакате да го прочитате, ќе го видите на крајот од нашата најнова емисија 1000 фотографии, еден збор, каде што низ видео инсерти ќе можете да го видите, да го проследите и по ваша желба да го прочитате интервјуто со господинот Благоје Филиповски, тогашен подпредседател на Собранието на Република Македонија, односно тогаш во летото 1997 година актуелен председател на фудбалски клуб Вардар. Со Мирослав Наумовски Лав бевме долги години колеги, беше шеф. Тој беше иницијаторот кој ме извлече од спортската рубрика на Нова Македонија и ме назначи, ме направи уредник на фудбалската рубрика во Скок. Долги години наназад преку Охридскиот пливачки маратон, Маврошкиот меморијал, Олимпискиот комитет на Република Македонија, неговото формирање, бевме едноставно дел од еден ист тим, каде што Лав ја имаше диригентската палка. Многу добри спомени, значи ми одобрило патување на европски правенства, на светски правенства. Сум отсуствувал скоро по месец дена од работа, сум известувал од мондијали, од финале Лига шампиони. Сум патувал со Вардар, кога играл во европските купови, во Грузија 7 дена, во Малме, Шведска, не знам каде се Вардар не играше. Значи една апсолутна подршка, еден ветер у грб сум имал од Мирослав Наумовски Лав. Тоа е професионалниот дел од приказката. Другиот дел, убавиот приватниот дел, ми е отворил, реков, вратата на кафеаната кај Славе Билбил во градскиот парк во Скопје, старата кафеана, Чукарице во автокоманда кај Ердич, Ризаов, Пате,
со Лав одевме. Стално ми купи кломпи со кој влего во собрание и го направив интервјуто со Благо Филиповски. Сме седеле на кебапчиња кај Жабарот, кај Вршац, каде ли не. Во таа чест, во спомен и во една, да кажем, и благодарност за целата таа подршка, оваа емисија е посветена во слава, чести и спомен на Мирослав Нуновски Лав, кој беше главниот говорен уредник на Скок, еден од столбовите при неговото формирање заедно со нас уште 5 мина, а подоцна беше и заменик генерален директор во НИПОД при неговата трансформација.